ден, драги мои, уште еден громогласен апел за второа најслатките и најсимпатични дечиња, кои што вака убаво ја отворија нашата денешна емисија и веќе погодувате. Денеска ќе другаруваме со учениците од Општинското основно училиште Гоце Делчев, Општина Центар Скопје. Ама ми е навистина чест и задоволство, бидејќи крај мене имам екстра супер најдобри капитени кои што ги го представат училиштето. Станува збор за Ема и Александар. Мора да ги погледнете, навистина се сладки, симпатични и шармантни и ќе ве освојат на прво. Јас ви ветувам во тоа. Знам дека е чест и задоволство да се учи кај вас во училиште. Да. Ќе почнеме сега за убаво да го представим училиштето. Да. Кој ќе почне прв? Ема. Ема, повели. Сонуве, верувај, учи е мотото на нашето основно општинско училиште Гоце Делчев, кое е лоцирано во самиот центар на Скопје. Нашето училиште е сместено во една мала, но многу убава зграда. И во него и сега учат едни од најталентираните млади мозочиња и сигурно еден ден меѓу нас ќе има врвни уметници, музичари, информатичари, спортисти, јазичари и многу други професионалци. Во нашето училиште дури и учењето е забавно. Училиштето го носи името на големиот револуционер Гоце Делчев. Па затоа секоја година од 4 февруари, денот кога е роден Гоце Делчев, па се до крајот на учебната година ги одбележуваме Гоцевите денови. Организираме најразлични спортски надпревали, ликовни конкурси, литературни конкурси. Минатата недела, на 26 април, го одбележавме денот на нашето училиште Гоце Делчев на големата сцена во домот на армијата, каде сите таленти од училиштето имаа свој настап. А денес сите вие ќе може да видите за што сонуваат, во што веруваат и што научиле нашите ученици. Браво! И како што напоменавме, нели, на 26 април, навистина убаво си поминавме во домот на Арама, таму го прославивте патрониот празник. И сега е нешто интересно, вие извадивте една интересна книга, значи во оваа книга има најразлични рецепти, го гледате веќе и насловот, вкусно, повкусно, највкусно. Ема, што ќе додадеме за оваа книга? Па дека во оваа книга има рецепти од учениците. Така, значи... И дека е многу важно да се храниме здраво од мали нозе. Така е, да стекнуваме здрави навики. Аплауз уште еднаш. Да ве прашам јас вас, дали знаете по некоја поговорка? Па да. Добро, дали ви раскажувале поговорки или ти пак сте ги учеле на училиште? Па ни кажувале, например, баба ми, дедо ми. Така? И школа на самичките, например. Си ги запаметил? Па да, ги запамтивме и ги применуваме сега. Браво, Ема. Ајде да споделиш една поговорка со нас? Па сложни браќа куќа градат. Така е. Александар, ти што ќе кажеш нова? Па денот по утрото се познава. Па навистина е така, браво! Одиме со поговорки. Кој овчар спие, тој без јагниња останува. Куче што не лае и не каса. Кој седи на два стола, лесно паѓа. Колку чеда, толку чуда. Кај што одиш ти, јас од таму доаѓам. Кој што многу таксува, малку исполнува. Кој на младост растура, на старост ке страда. Кој паѓа в море и за сламка се фаќа. Кој пој ке молчи, поарна реч ке рече. И вере повторно назад малку помудри се разбира во студија. Морам да напоменам, драги мои, дека Гоце уште на 5 годишна возраст пројавил позитивни карактерни особини и при една меѓусебна расправа на родителите вербално се обидел да ја заштити својата мајка Султана, при тоа покажал завидна храброст пред својот татко. Уште од тогаш се развило чувството за заштита на послабите. Што ќе погледнеме, Александар, на нашата сцена? Па на текст од нашата ученичка Марија Брајковска, учениците од 6 и 8 оделение ќе изведат драматизација по наслов Детството на Гоце.
Така, во оваа драматизација учествуваш и ти самиот всушност. Да. Ке ми ги дадеш овие работи, а заслужуваат дечињева аплус, ке се согласиш, ема, да? Да. Добро, повелете. Бабо, дома да прашаме нешто за Гоце Делчев. Бабо, дали знаеш нешто за Гоце Делчев? Ние читавме за него на интернет, но не откривме ништо во врска со детство. Се разбира. Кажете ми сега што сакате да знаете за Гоце. Дознам дека половина од својот живот го минал во кукуш. А неговиот живот трае само 31 година. 31 година се многу, што зборуваш ти? Не се многу, да видиме дали ти вака ќе збориш кога ќе бидеш на таа возраст. Тука грешиш. Јас никогаш нема да остарам. Уф, многу си здодевен. Добро, добро. Немојте да се карате. Кажете ми сега што друго прочитавте за Гоце. Па, дознавме дека го сметаат како многу добро образована личност. На вистина, Да, но не знаеме зошто го нарекуваат така. Не само тоа, тој присуствувал на, како се беше тој конгрес? Солунскиот конгрес каде поставиле нова идеологија. Да, на тој конгрес мислев. Гоце Делчев бил извонреден човек. Да, затоа многу не интересира како тој стигнал толку голема знаење. да, тој на вистина бил голем херој. Можеш ли да ни кажеш нешто повеќе за Гоце и неговото детство? Се разбира. Тој половина од својот живот го минал во кукуш. Таму имал многу пријатели и многу сакал да другарува и да игра со нив. Не само што бил образована личност, има и време за игра. Тука малку грешиш, внучко мој. Тој со цели денови учел, читал и му помагал на татка си со работа. А како Не имал време за игри? Па неговите пријатели знаеле кога е слободен, а и тој наоѓал време за игра. А какви книги читал? Од каде ги наоѓал и дали успеал да научи се? Од Дарвин до Виктор Иго. Тој читал се и се што. Значи, што од мал Гоце Делчев собирал знаење. Точно, неговата жет за знаење никогаш не згаснала. Благодарение на таа жет, сега живееме слободно. Но книгите не биле единственото нешто кое му помогле на Гоце. Безбројните пријателства, храброста, кој тој ја имал, исто така имале големо влијание. Баба, дали мислиш дека приказната за Гоце Делчев ќе се раскажува за неколку децении? Се разбира. Гоце Делчев е лик кој тешко се заборава, а неговата животна приказна едноставно не се заборава. Сега знам зошто тој е почитуван. Затоа учете, деца мили, зашто еден мудар херој рекол: јас го разбирам светот како поле за културен надпревар помеѓу народите. Вие имате можност да се збогатите со знаење. Искористете ја таа можност. Гледаш дека бев во право? Училиштето е многу важно. Знаењето е вредноста која ќе ни остане до крајот на животот. Браво, може да станете на сцена. Заслушнавме интересно драмско парче, драги мои, едукативно, и сега верувам дека некои работи ви се појасни и разбравте, нели, какво било детството на Гоце Делчев. Меѓутоа, она што сега следува, ќе ни треба малку здив, знаете, полесно ми е денеска, бидејќи ги имам Александар и Ема, моите асистенти. Земаме здив, ама потоа се враќаме со нешто интересно и спектакуларно на нашата сцена ќе се случува. Не го менувате каналот. И како што најавивме и ветивме, така ќе исполниме. Ема, што ќе се случува на нашата сцена, да им кажеш на гледачите? Музиката има моќ да ве натера да танцувате дури и кога не ви е до танцување. Да се смеете тогаш кога солзите ви се во очи. Да бидете срекни тогаш кога би требало да сте најтажни. Браво, и на нашата сцена ќе ја погледнеме, нели, Лиљана која што одлично знае да свири на виолина, Бора која што е преубава и пресладка балерина и се разбира Лара која што е гимнастичарка. Ние се повлекуваме, овие дечиња заслужуваат аплауз.
седи. Ja si pata, treba moма da si pata. Pošto ke si svira, a harmonija ke si svira. Vreme mi je se da svenam, da se svenam, da se ženam. Браво, Папагено, браво, значи браво. Сега е он, нели реков? И да, Иване, повторно весело, разиграно, растрчано и шарано во нашето студио. Се разбира, чест и задоволство ми, бидејќи наши гости се учениците од Општинското основно училиште Гоце Делчев, Општина Центар Скопје. И како што кажав неколку пати, јас имам денеска заменици, па малку ќе се одморам и ќе земам здив и сум заслужила, впрочем, нели така, Александар? Добро, што ќе најавиш? Па, членовите на еко-клубот по повод денот на планетата Земја ќе се представат со драматизацијата Страшен сон на текст од Маја Саридис, наставник по биологија. Така е, 25 дечиња имаме на нашата главна сцена, заслужуваат внимание. Седи тука за некој. Што ти е, Мартина, зошто си тажна? Сумував страшен сон. Бево една шума на излог. И одеднаш исчезна сите дрвја и растења, сите животни и птици. Се најдов сред пустина. Почна да дуват силни ветрови, натоаѓаше голема. Многу вода. Сите ќе се удававме, бевме гладни, бевме слаби и жедни. Па толку вода имала, вие сте биле жедни. Па водата беше многу порела. Тоа било само сон. Зошто толку се уплаши? Сон. А што ќе се оствари? Како може да исчезнат тите растенијата, мола? Ако ги исечат луѓето сите дрвја, можно. И ако ги уништат киселите дождови? Што ти се пак тие кисели дождови? Не знам точно, ама сум слушнала дека чајот од фабриките и автомобилите кога ќе оди во облаците, а таму се создава дождот и тој станува една голема киселина што се уништува. А животните како би исчезнале? Па ако продолжи татко и на Теодора да ги лови животните и ако мајка и на Марија носи крзнени палта. Ако нема растенија, ќе нема ни животни. Животните се хранат со растенијата. А не сите, некои се хранат со месо. Ништо не разбираш, тие што јадат растенија се хранат за тие што јадат месо. Во сонот се беше поплавено. Сигурно се стопиле ледниците и целата планета се доплавила. Ајде, многу сериозни стававме да се играме. А сонот? Па ти викам, тоа било само сон. И се тоа е невозможно. Повторно ќе кажам, што ако се оствари? Ние мора да направиме нешто веднаш. Ние можеме да направиме овој сон, никогаш да не се оствари. Што можеме да направиме? Кој би слушал деца? Имаме само 10 години и ништо не зависи од нас. Можеме да одиме на училиште со велосипеди, наместо со автомобили. Јас ветувам ќе му забранам на татко ми да лови. Јас пак ќе го селектирам отпадот и нема на секаде да фрлам отпадаци. Јас ќе посадам дрвја, многу дрвја. А јас ќе му кажам на директорот од фабриките да стави филтери на оджаците. Па, ако секој од нас направи по нешто корисно за планетата Земја, ќе успееме да го спречиме твојот сон да се оствари. Што, ние сме само 30 деца? Да, само 30 сега. А ако другите деца од целата планета Земја го следат нашиот пример и ако придонесат нешто за заштита на природата... Замислете колку добри би било сето тоа. Во право сте. Ајде да се договориме дека ќе ја чуваме планетата за овој страшен сон никогаш да не се оствари. Ветуваме дека секогаш ќе се грижиме за планетата Земја. Нема да дозволиме да се уништи нашиот дом. Нашата планета ќе биде заштитена. Мора да биде заштитена, се разбира. Во друштво сум на уште едно талентирано детенце, тоа е Давид. Видете колку е сладок, ама тој знае многу убаво и да пее. Давид, кој те учи да пееш, да ми кажеш? Андријана Јаневска. Како ти се вика песничката сега, кажи ми? Сонце и дожд. Сонце и дожд, знаеме нели за нашата планета да биде убава, чиста и здрава, потребни ни се дожд и сонце, така?
Дождот ги наводнува по лињата или вадите, а сонцето ги грее и помага на плодовите кои што се наоѓаат во тие полиња да растат, така? Да. Ке подготвен си сега да пееш заедно со твоите другарчиња? Да. Ајде еден аплауз за Давид. Може микрофонот. Затъмне небото пак, видовме светло знак. Облак еден удри во друг, не лече веќе на круг. Върне, 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 върне. Затъмне небото мрак, загърми силно пак, се слушна дзанг, потърна дзанг, зинг, зинг, данг. Кап, 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 кап. Сонце дирка зрак, облакот дега пак. Дете се смее, светлина грее, играме надвор пак. Дзирка, 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 дзирка. Топло светло зрак, сонцето свети пак. Сувае се, дете се смее, сонце мило грее. Сонце, 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 сонце. Everybody in the world likes chocolate. We love it. Oh, it makes you happy. Yeah, it gets you sexy. It makes you bad. But we don't care about that. Now come on. Un, dos, tres. Mama, she say roly poly. Papa, he say holy moly. Everybody want a chocolate. Choco. All the girls want candy. All the boys get ready. Everybody want a chocolate. Choco. Choco. Everybody say a chocolate. Here we go. Choco. Everybody say a chocolate. Chocolate. Choco. Chocolate. Choco. Chocolate.
браво. Кога ќе ја слушнам омилената музика, веднаш денот ми е поубав, затоа што музиката е лек на душата. Спаси, мене многу ми се допадна овие дечиња од втора, од трето и четврто и од прво. Што изиграа на песната Easy Laugh од Цигала, а тебе? Мене навистина многу ми се допадна и беа сладки и ни ја разубавија оваа денешна емисија. Сега јас малку вас да ви спрашам, Александар и Ема. Кој е вашето омилено годишно време? Мене ми е омилена Ама на микрофон. зимата. Добро. Мене ми е омилена зимата. Зошто ти е омилена зимата, кажи ми? Бидејќи јас сум роден во зима, на 2 декември. Така и си? Исто, јас... И си зимско дете? Зимско дете, да. Така? Јас многу сакам да играм со снегот, со другарите, да правам снежко со брат ми. Јас секогаш во зима си легнал поред камин и со кеме ќе се покривам и си читам секогаш лектира. Леле, браво! Еве неколку причини зошто да ја сакате зимата. Ема, што е со тебе? Кој е твоето омилено годишно време? Моето омилено годишно време е летото, бидејќи јас со моите родители одам на одмор, сонцето топло не грее и можам на плажа да си читам лектира и да се бањам и во да морето. се уживаш. Леле, баш убаво. Епа, драги мои, мене ако ме прашате, моје омилено годишно време е пролета, бидејќи тогаш се буди, пеперутките летаат, некако сме посвежи, порасположени и посрекни, ама и заљубенки, нели? Да. Така, ајде да ја одиме со еден интересен прилог, пролета најубаво годишно време. Пролет, најубавото годишно време. Прекрасни миризби се мешаат во моето носе. Прекрасни миризби во носето на Поки. Еј, што е ова? О, пеперутки. Ајде, пеперутке мила, дојди тука. Пеперутке мила, со шарени крила. Како така нежно и сладко на моето раче си се свила. Пеперутке убава, пеперутке прекрасна ти. Ајде сега летни и пролет ни донеси. Чао, пеперутке, чао, чао. И браво, драги мои, на сцената наша сега ќе се случува уште еден перформанс од учениците од Општинското основно училиште Гоце Делчев, општина Центар Скопје. Мои асистенти, што ќе најавиме сега? Што е следно на нашата сцена? Која песна? Оваа песна што ќе ја пеат дечињата од четврто деление се вика Crazy House. Така, со кога ја подготвува со наставничката? Ја подготвува со наставничката Слободанка. Така е. Ајде да се повлечеме, да им дадеме нели предност и можност на нив. In our crazy house, in our crazy house, there's a cat on the table, there's a shoe on the chair, there's a plant on the sofa, and some waves in my hair. In our crazy house, yeah, in our crazy house,
Браво за овие наши талентирани дечиња. Ајде, повторно ќе освојуваме сената, меѓутоа овој пат са Ана Петановска, на вистина талентирано девојче, одлично пее. Не зборувам напразно, за некоја секунда и ќе се уверите во тоа. Ана, дали си ти член на хорот на ово основно училиште? Кој го предводи хорот, да кажеме? Која наставничка или сега? Морам да ја поздравам сега нашата најдрага наставничка по музичко Елизабета Глишик. Така, со што ќе се представиш овдека на сцената, со што ќе те чуеме? Ке ме слушнете со македонскиот Евергрин Сонце за три света. Браво, повели! Звезда ми шепоти, дали си блесок што постои, трепет од крилја на гулаби, срце ми создава бол. И дали може љубовта ноќва да ја продолжи, дали може да ја задржи. Јас имам само ноќва да бидам јас со неа и не знам дали можам да заборавам. Кога имам сонце за уште три светови, ако замине искасна, илјада слики сеќавања и мечти недомечтаени, ке носам трагови нејзини во себе целеден век. И знам дека ќе замине денот што ќе надојде, ќе ми рече неба рај ме. Јас имам само ноќва да бидам јас со неа и не знам дали можам да заборавам. Во град имам сонце за уште три светови и ако замине ке, јас имам само ноќва да бидам јас со неа и не знам дали можам да заборавам. Во град имам сонце за уште три светови, ако замине ке искасна, ке искасна. Audio Jungle.
Така, драги мои, не случајно денеска другаруваме со учениците од Општинското основно училиште Гоце Делчев, Општина Центар Скопје, бидејќи знаеме дека на 4 мај загинува нашиот голем револуционер Гоце Делчев и тоа во Кукуш 1900 односно во Баница 1903 година, роден е во Кукуш, сите тоа веќе добро го знаеме. Матеа, по повод вашиот патрон празник ти напише една инспиративна лична творба. Да. Токму за Гоце Делчев? Да. Подготвена си се овде да ја споделиш со сите нас? Да. Ајде, повели. Гоце Делчев, едно младо момче, голем јунак стана, тоа силно македонче, во Пирин што остана. Тоа е наш најголем херој, наша гордост и сила, кој неуморно и храбро си ја бранал земјата мила. За мојот јунак, песна и стих, секогаш и секаде се пее, а моето големо и детско срце од благодарност кон него се смее. Браво! Сега малку и ќе танцуваме и ќе пееме, односно станува збор за шпански танц. Учествуваат Сара, Дина и Теодора. Уживајте! Така е. Ајде уште еднаш да напоменам дека другаруваме со учениците од Општинското основно училиште Гоце Делчев, Општина Центар. Ја поздравивме ли вашата директорка Наде Молировиќ, која впрочем е една од најдобрите директорки? Не ја поздравивме, ама еве сега ја поздравуваме директорката наша Наде Молировиќ. Така е. Но ќе ги поздравиме овде кај гледачите и воедно ќе ги повикаме на 51198559 да ни се јавите, па да чуеме ваши импресии, како ви се допадна овие ученици, бидејќи тие денеска со нас одвоија време да ги пренесат дел од содржините кои што ги има на својот патрон празник, кој што го одбележаа малку порано на 26 април во Домот на армијата. Значи 51198559 ве повикувам да ни се јавите. Ајде сега вас да ви искористам. Како го поминувате слободното време, Александар Ема? Јас одам на спорт. Што спортуваш? Па спортувам одбојка, учам англиски и германски јазик. А исто така и за време на викендите возам ролерки, велосипед и така. Баш се рекреираш на вистина. И читам книги многу. Читање книги задолжително. Да. Александар, што е со тебе? Па ја идам на кошарка. Така, на микрофон тоа само со тебе. Ја идам на кошарка, идам на англиски курс. Аха. Имаш ли омилен кошаркар? Да. Кој? Коби Брайант. Браво, лекер си, значи дај ми една петка, Александар, браво. Значи следиш цело време над превари, така? Да. Добро, кога ќе пораснеш, што сакаш да бидеш? Па, кога ќе пораснам, сакам да бидам глумец. Може, тоа ми се допаѓа, имаш актерски способности добри. Ќе поздравиме сестра ти која што седи до тебе, кој кого повеќе слуша, ти не е ли таа тебе? Малку те збунив. Двајцата си се слушате, кажи се на телевизија, кажи ти дека ја слушаш, да. Добро, кој ни се јавува? Добар ден за нашиот прв гледач. Веќе неуморно звонеше. Добар ден. Добар ден. Како сте? Кој ни се јавува? Како се викате? Се јавува баба Марија. Баба Марија, вие тонот на ТВ приемникот мора целосно да го намалите и да не слушате. На ученичката Неда.
На ученичката Неда е баба. Која е Неда тука, меѓу дечињата? Неда е зелениот цвет. Зелениот цвет. Поздравам, Неда. Еве, Неда сега ќе допатува до... Неда. Па да, ве слушаме. Неда Здравковска. Неда Здравковска. Добро, Неда Здравковска, еве еден преубав пролетен цвет. Брати и бакнежи на баба кон онаа камера, сонце. Ете така, јас знам дека бабите... Бабина, има наставничката Жане, поздрав. Поздрав и благодарам многу за јавувањето. Знам дека бабите се навистина горди кога ќе се ги видат своите внуци, дека нема ништо поубаво и посладко во тој момент за нив. Добро, ќе повикаме уште еден гледач на 5119-859, може да ни се јави некоја баба, дедо, вујко, стрина или чичко. Сега морам да ја представиме и да го представиме и девојчето овдека до нас, да ни каже како се вика, само на вам усврти се сонце. Јас сум Ана, јас се викам Ана. Така, Ана, ти што најмногу сакаш да правиш во слободно време? Па, сакам да излезам надвор да си играм со другарчињата, да другарувам и да си играме најразлични игри. Да возиме точаци. Да, велосипеди задолжително. Добро, кои игри ги играат сега децата, ме интересира? Еве вие, сега по новата генерација. Па, ние играме жмурка, играме... Се уште актуелно жмурката, ластик се играли или не? Па, не играме. Не баш, добро. Ке побараме гледач уште еден. Мислам дека слушнав дека задзвони телефонот. Имаме гледачи? Слушнавте вие, другари? Не баш, а? Добро, Александра, ајде да се навратиме и на Ема. Кои игри ги играте најчесто вие, бебес? Па, како и старите игри, играме сега и нови некои измислени игри, што... Еве го телефонот ми вика другарчињата од 2А. Ајде да видиме кој ни се јавува. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте, кој ни се јавува? Добар ден. Убав ден, кој ни се јавува? Мајката на Дарија од 2А. 2А, каде е Дарија? Тука негде леле мама се јави. Дарија прати и бакнежи на мама. Како ви се допадна Дарија? Пееше, танцуваше? Супер, сите ваше срциња. Поздрав за целото училиште. Ви благодарам за јавувањето. Така е. Сега време малку да се навратиме на нашите поговорки кои што се отстанати нели од нашите баби и дедоци, да се подсетиме да научиме некоја нова поговорка, се согласувате? Да. Ајде. Две очи поарно гледаат од едно. Една прачка лесно се крши, а појќе мачно. Двете нозе во еден чевел му влегле. Еднаш проговори, два пати слушни. Кај што вратата крцка, не го ставај прстот. Кога не те прашуваат, не треба да кажуваш. Еднаш се лаже човек. Каде гледа, а каде гази. На едниот мајка, на другиот маќа не биди. Капка по капка се прави река. Кај е тенко, таму се кине. Така, драги мои, веќе некако полека, но сигурно привршува и додевме до крајот на оваа денешна дружба. Навистина ми е жал што ќе се разделиме, ама убаво си поминавме вака дружејки се, нели? Уште еднаш да повторам, Општинско основно училиште Гоце Делчев, Општина Центар Скопје се разбира. За крај, што ќе кажеме? Што ќе бидат нашите гледачи? Нашето училиште ги следи светските трендови за покривање кај екосвеста кај младите. Така? И нашите манекенки Гоцевки дизајнираа и изработија фустани од хартија. А сега погледнете ревијата Треш Фешн. Треш Фешн, ќе кажеме довидување, до следно видување.
програма наменета за целата публика.